Долги колони, автомобилски свирежи, метеж и главоболки за возачите. Со години клучката кај Качанички пат кон Визбегово е место каде се случува сообраќаен хаос. Возачите кои редовно возат по овој пат велат дека речиси е невозможно да се избегнат дупките, некои со големина на мали кратери и да не ги оштетат гумите и амортизерите на автомобилите. Системот по кој што функционира овој фреквентен пат е закрпи една дупка за да се појават 3 нови. Катастрофално. Овој пат треба да се направи уште порано, а многу е оптеретен. Па сигурно 2-3 години се прави кај клучката, да. Па надеваме до 2030 ќе биде. Ужба има секогаш. Ова ги врзува и две граници ги врзува. Ова е булева што треба, мора да се прави што побрзо. Ама изгледа нашиве тешко. Се вози супер, се вози. Скочи по дупки, не ви смета. Само на спонин смета. И на предницата. Катастроф. Катастроф. Со години се прави и не знам што правите. Дали работите или не. Чуда работа. Сообраќајниот хаос е најзабележителен во утринските часови, кога сите се обидуваат да стигнат на работа во индустриската зона Визбегово. Вистински предизвик за околу 20.000 возачи на автомобили, околу 2.000 камионџи и 150 на автобуси, колку што во просек дневно минуваат по овој пат. Проблем се и тесните свиоци, особено оние преку кои се приклучуваат од булеварот 8 септември на Качанички пат. Ова е патот за Визбегово, место кој што им задава маки на возачите одамна. Асфалтот е оштетен и полн со дупки, а возењето по него е вистински предизвик. Проектот за модерен кружен тек беше идеја на градоначалникот Коце Трајановски, а градежните работи започнаа кога татко на градот стана Петреши Легов. Вкупната инвестиција на проектот беше во износ од 550 милиони денари и требаше да биде готова за само 2,5 години. Но од тогаш градежните работи се одвиваат бавно и без видлив напредок. А во мандатот на Арсовска пак 4 години потоа речиси немаше никакво поместување. Средствата за овој проект во 2021 година беа обезбедени со ребалансот на буџетот, а Шилегов уверуваше дека со тоа ќе се реши еден од најголемите сообраќајни проблеми на северниот влез во Скопје и ќе се создадат услови за понатамошен развој на градот. Но 4 години подоцна ништо од тоа. Празни ветувања, стопирани проекти и уништен пат кој секојдневно ги мачи возачите.